Жителите кои потекнуваат од Долно Палчиште годинава на традиционален начин сутрина во црквата Свети Спас и Маслосвет ја одбележаа првата недела од петроденските пости. Традицијата има 50 години кога се доаѓа првата недела Петрови пости. Собир на селаните и се свети масло и така и да се редом. Доаѓа гости, се дава ручек и тоа. Од како потекнува оваа традиција, да речеме, како се одржува? Како успевате да се одржува со тоа дека тука не живеат нели? Не живеаме традиција секоја година, тоа станува како традиција, мора стално да секоја година. Се јавува кумови, 1, 3, 5, да биде текува и така се. Годинава за чествувањето на денешниот ден се погрижија трите кума кои потекнуваат од овој крај. Јас сум Драган Јовановски од Скопје. Тука сме прва година кумови, минатата година присуствувавме на ова свеченост овде и се допина многу. Потеклото наше по таткова линија од овде, се пријавивме за кумови, така годинава го организираме ова што случува и така. Колку кумови има на годинава? Годинава се тројца. Како е начинот, како сака да се пријави за кум? Па значи што кога се води внатре во црква поповите прашуваат кој се пријави за следен кум, а може и во текот на целиот ден да се пријават луѓе кои како сакаат, се пријавуваат за кумови за следната година и организацијата е тука. Вие сте еден од Јас сам Стоимир Богдановиќ, иначе од Скопје сам ја, иначе потекло сам ја од Штрпце, а жена ми е исто мене потеклом од Палчиште. И тако, бевме прошла година тука, сакаме Шура, жена исто сакаше да се пријави како кумови да бидат, ја поддржав нормално. И тако. Кој беше мотивот Мотивот емоции према родно место, како да кажем тоа. На жена ми, ја кажам дека поддржав жена тоа. Домаќините на црквата велат дека од година в година се помасовно доаѓаат мештаните да го прослават овој ден во Долно Палчиште, но побројни се жителите од другите краеви во Македонија. Црквата е постојано отворена и таа е посетени за време на викендите. Ова место било заоставено. За како да ви кажам, за Палчишта не живееле тука, ама секој еден не го одгледувале, не знам пошто, ама ја откако се заинтересирав за оде со машми, и јас многу живам од цвеќињата, сакам цвеќе и мислим и за црквена највише, пошто га напуштија црквена, не се заинтересира. Имаше малку порано постари, доаѓа, ама сега старите, младите не се заинтересирани. Еве сега синот мој малку почна да се заинтересира со друштво, дојде овдека нешто помогна, направи, ама сега јас сум таа што одржавам цвеќиња, црква, мислим све. Бавча имам, горе све тоа посеено, тоа све разработено од раците мои. Секој ден овде? Секој ден доаѓаме тука, у 6 сат сум ја овде. На Сабале со машми, доаѓаме тука, пиемо кафе, салата, све што треба, мислим, јас сум прво тозго, после низ Бавчата, црквата отвараме и тоа. Па колку време одржувате црквата? Па колку време? Па да ти кажам, 35 години како го одржавам црквана. 35 години. Како сум, мислим, у Тетово дошла, мислим, 35 години, па може и поиќе како го одржаваме црквата тука. Поради тоа е тој мотив повеќе луѓето доаѓаат тука. Па ние, луѓите, како видат дека е средено, дотерано, мислим, повеќе и повеќе народ сега доаѓа во црква Свети Спас и Свети Атанас, во Палчиште. Два пати се оди тука, првата. Два пата за Спасоден се оди, мислим кога е Спасоден, мислим тога има народ и сега за собир за светење масло. Тоа останато од предци од порано да се свети масло, така останало народ да се собира, највише палчиштани средби да пра, ама најмалку има палчиштани колку што има. Мислим од страна луѓе, ма добро дошле секој еден кој сака да дојде, може да си повели да дојде, ручек има свет.
Домакините и годинешните кумови на одбележувањето на овој ден за сите присутни приредија братско-сестринска трпеза на љубовта, а одбележувањето беше збогатено со музика, уро и веселба.